Давањето пари, мамењето со испитните теми, семинарски трудови и слично е најчеста коруптивна форма на универзитетите во Македонија, изјави председателот на управниот одбор на Институтот за стратешки истражувања и едукација, доктор Мишо Докмановиќ. Најчесто идентификувани се повеќе видови во Македонија. Зборувам, давањето пари за да се положи испит, има еден дел на сегмент кој што тоа го идентификува, меѓутоа има мењето на испити, има мењето со семинарски работи, магистарски, исто така тоа во Македонија е доста повисоко во споредба со останатите две земји и студентите како корумптивна практика во Македонија идентификуваат обврската се купи учебник за да се положи испитот, меѓутоа тоа не е случај на универзитетот во Штип, бидејќи тука има една друга политика во тој дел, така да во тој дел мислам дека е спречена можностите за коруптивно однесување. Во однос на перцепцијата за најкорумпирани универзитети во државата, Докмановиќ вели. Не можем, примерокот не ни овозможува така да го идентификуваме, меѓутоа ни овозможува да речеме перцепцијата за корупцијата во Тетово е двојно повисока од перцепцијата за корупцијата во Битола, Штип или во Скопје. Споредбено со Србија и Албанија, македонските студенти не се доволно информирани за присуство на корупција на факултетите и незините форми. Така да во делот на Македонија особено е интересен фактот дека е висок бројот на студенти кои што не се информирани за корупцијата и кои што преку студентските организации не добиваат релевантни информации, тоа сакаме на некој начин денеска да го подобриме. Овие заклучоци се дел од регионалната иницијатива Проект Универзитети без корупција, кои се однесуваат на Албанија, Србија и Македонија, а го спроведува Институтот за стратешки истражувања и едукација со поддршка на Смарт програмата и Норвешкото министерство за надворешни работи. Делови од студијата која опфаќа 300 страници, денес беше интерактивно презентирана на Правниот факултет во Штип.